Македонија ја имаме само ако ја чуваме, премиерот Мицкоски со став за промени. По повод 24 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, денес тој потенцираше дека истиот донел мир, стабилност кој се символ на зрелост и мудрост. Вели дека иако пред 24 години татковината била разнишена, сепак денес во државата има заедништво и компромис. Дека државата имаме само ако ја чуваме заедно. Летото 2001 беше едно од најтешките во нашата понова историја. Нашата татковина беше разнишена од конфликт, од страв, од неизвестност. Имаше мигови кога изгледаше дека ништо нема да остане исто, дека патот кон пропаст е неизбежен. Но тогаш, со храброст, со трпение и со визија, избравме пат на мир. Избравме пат на диалог, на компромис, на заедништво. За овие работи треба да се зборува отворено и без ракавици. Дали македонците беа најстрекни со подпишување на рамковниот договор? Убеден сум дека тоа не е така. Чувство на огорченост, гнев. Веројатно такво било чувството и кај албанците. Системски и тешки реформи, менување на уставот во услови на воен конфликт, но да зборуваме отворено. Рамковниот договор 24 години потоа донесе мир, донесе стабилност и обезбеди зачувана унитарност на Македонија. Рамковниот договор не е само лист хартија, тој е символ на зрелост, на храброст и на мудрост. Тој е потсетник дека колку и да се разликуваме по јазик, вера, култура или етничка припадност, сите ние делиме една историја и една заедничка иднина. Договорот досега бил долго злоупотребуван од поединци, истакна Мицкоски. Потенцираше дека над 20 години имало структури кои го користеле национализмот за заштита на криминалот, додава тој. Овој документ, овој рамковен договор е и долго злоупотребуван договор за жал од поединци. Над 20 години имавме структури кои го користат национализмот како најдобра прекривка за заштита на криминалот и личните интереси. Впрочем, таквиот национализам е последното прибежиште на оние кои направија кариери, стекнаа огромен капитал на грбот на народот кој го делат и врз чии поделби обстојуваат во политиката. Со една рака пишуваат и делат во каков свет ќе се живее. Со другата ја крадат земјата, стекнуваат имоти, хотели, трговски центри, скапи возни паркови. И не им пречи бојата на парите. Таквите поделби не ги решаваат проблемите на реалните луѓе кои бараат само едно – подобар живот за себе. Инаку премиерот Мицкоски потенцираше и дека Македонија е дом за сите граѓани, каде сите имаат обврска да обезбедат подобра иднина. Дециден остана дека треба заеднички да се гради и да се решаваат проблемите.